За да останат и да не отпуштаат работници, фирмите од тир зоните бараат помош од државата. Нивните барања доаѓаат откако голем дел од нив се соочиле со намалено производство и голем пат на нарачките од странство, што предизвикало сериозен пат на извозот, но и проблеми со ликвидноста, имајќи предвид дека тие се претежно извозно ориентирани. Компаниите се обидуваат на секој можен начин да ги задржат своите вработени и во оваа смисла секако добре дојдени ќе бидат мерките на државата за зачувување на ликвидноста на компаниите. Подршката на големите компании, не само странските, туку и домашните, би придонела исто така и за брзо надминување на кризата и закрепнување на економијата. Велат од Советот на странски инвеститори. Пред околу 10 дена тие до владата доставиле и предлог мерки за полесно надминување на кризата. Странските инвеститори предлагаат одлагање на придонесите за 6 до 9 месеци, како и одлагање на даночните обврски за истиот период. Исто така се предлага намалување на царинските стапки на ниво на стапките за увоз во земјите членки. За месеците април, мај и јуни пак се предлага субвенционирање на 50% од бруто платата, при што максималниот износ да биде 50.000 денари. Во индустриските зони во државата има околу 12.000 вработени, од кои околу 2.500 се во трите фабрики во Тирс Штип.